Драги мои пријатели, сакам сите вас да ве поздравам, а во исто време да го изразам и своето задоволство што можам да бидам дел од овој серијал, што го насловивме како личност за сите времиња. Во рамките на овој серијал, повеќе пати спомнавме и нагласивме дека Исус Христос е централната личност во Светото Писмо. Стариот Завет, или првиот дел од Библијата, во најава, ја опиша Исусовата биографија однапред. А Новиот Завет, вториот дел од Библијата пак, ни дава увид во тоа што Исус има направено кога бил тука на земјата за време на својот земски живот. Денеска, конкретно, преку ова презентација што ќе имаме можност да одговориме на прашањето зошто Светото Писмо ни го представува Исуса како лекар за сите времиња. Значи, Исус како лекар за сите времиња. Кога го читаме Светото Писмо, приметуваме дека постојат повеќе текстови кои што ни го отсликуваат овој аспект од Христовата личност. Христос како и целител. Постојат многу текстови и многу извештаи, за кои малку подоцна ќе кажеме нешто повеќе, кои што ни прикажуваат како Исус тоа го направил. Во оваа прилика сакам, драги мои пријатели, да поделам со вас еден текст кој што сметам на основа на целокупниот новозаветен извештај што го имаме за Исуса по ова прашање е најважен, бидејќи ги обединува сите текстови од оваа област и представува на некој начин резиме на целокупната Исусова служба како и целител. Тој текст го наоѓаме запишан во Евангелието според Матеј во 4 глава, последните 2-3 текста, и еве ги читам, тука се представени во самата презентација. Текстот кажува: и отиде по Галилеја, по цела Галилеја Исус, учејќи по синагогите нивни и проповедајќи го Евангелието за царството и целувајќи секоја болест и секоја немоќ помеѓу луѓето. И отиде глас за него по цела Сирија. И му ги донесоа сите болни од различни болести и со различни маки и бесни месечари и парализирани. И извештајот кажува: Исус сите ги исцели. И за него и по него врвеше многу народ. Да, драги мои пријатели, ова е библиски текст кој што е резиме на целокупната Христова и целителска служба. Тука многу јасно и концизно ни е представен Исус како ефикасен и целител. И целител кој што ги исцелил болестите на сите оние кои што му ги беа донесени. Немаше човек со кого Исус бил во контакт, а да бил болен, а после средбата со Исуса Христа да останал во истата таа своја ситуација. Исус имаше, но она што е многу важно, Исус и има и денес решение за болестите што се наше секојдневие, што не мачат како луѓе, со кои се соочуваме секој ден, кои што едноставно не тераат да одиме и да висиме по амбуланти и болници и аптеки. Исус е и целител, и тоа не било каков, и ќе видиме како навистина Исус сето тоа го има направено. Но дозволете ми во продолжение да цитирам еден автор кој што ни дава увид во Христовата служба како и целител на основа на тие новозаветни извештаи што ги наоѓаме на страниците на Светото Писмо. Еве како овој автор ја опишува Христовата и целителска служба. За време на својата служба Исус повеќе време посветувал на лекување на болни отколку на проповедање. Много интересно. Тој дошол на овој свет да го симне бремето на болеста, бедата и гревот кај луѓето. Неговата задача била на луѓето да им донесе здравје, мир и целување од гревот. Неговата работа не била ограничена со време и со простор, вели овој писател. Неговото дело ни целување и поучување било толку големо по обим, што во Палестина не постоела толку голема градба во која би можело да се смести мноштвото што се собирало околу него. Туку на зелените падини на галилејските ридови, на прометните патишта, на морските брегови,
во синагогите и на секое друго место, каде што можеле да му ги донесат своите болни, делувала Исусовата подвижна болница. Да, драги мои, во секој град и секое село низ кое што поминувал, Исус ги положувал своите раце врз несрекните луѓе и ги целувал. И понатаму на крајот тој автор кажува многу силни зборови, вели: неговиот глас, Христовиот глас, бил првиот звук што мнозина кога и да е го чуле. Неговиот то име, прв збор што кога и да е изговориле, а неговото лице прво што кога е и да е луѓето го имаат видено, оние што немале вид. Прекрасно резиме на Христовата исцелителска служба од страна на овој автор, опишувајќи каде Исус работел, како Исус работел и што Исус им донел во животот на луѓето, помагајќи на тој начин што ги целувал нивните болести. Драги мои пријатели, кога ги читаме извештаите од Новиот Завет, приметуваме колку често Исус се наоѓал во ситуација да се сретне со болни луѓе, а во исто време и да ги исцели истите болни луѓе. Видете, болести болните луѓе постоеле од секогаш, постоеле тогаш, постојат денеска, а ќе постојат и до крајот на времето на милоста. Но во средбата со Исуса Христа сите тие болни луѓе били ицелени од негова страна. Една анализа што си има направено ни кажува дека во Светото писмо наоѓаме извештај за 32 врсти на ицелување што Исус ги има направено. Значи имаме извештај од 32 ицелувања што Исус ги има направено. Но да појасниме. Во секако оваа бројка е многу поголема. Бидејќи самата Библија ни кажува податок дека сето она што Исус го има и проповедано и целено не е во цело запишано во Светото писмо. Колкава ли била Библијата кога сето она што Исус го кажал или го направил на ицелителски план би било запишано. Во Библијата ние ги наоѓаме само најспецифичните или најкарактеристичните случаеви на ицелување што Исус ги има направено. Меѓутоа, Исус и цело многу луѓе, понекогаш тоа биле поединци, понекогаш биле повеќе луѓе, понекогаш тоа го правил на отворено, некогаш затворено, но главна мисла е дека Исус имал контакт со луѓето, ги допрел во нивната мака, ги сослушал и не ги оставил во таа своја мака да се борат, него им покажал и целување и тие биле радосни и среќни. Во оваа прилика, ние денеска сакаме да анализираме еден од сите тие 32 извештајни целувања што ги наоѓаме на страниците на Новиот Завет. Станува збор за ицелувањето на слепиот човек од раѓање. Овој извештај го наоѓаме во Евангелието според Јован во 9 глава, мада во Светото писмо има повеќе ицелувања на слепи луѓе. Во повеќе евангелија и Мати, Марко и Лука зборува за такво нешто, меѓутоа единствено ова Евангелие, Евангелието по Јован, ни зборува за овој човек кој што бил слеп од самото раѓање. Во 9 глава, цела глава е посветена за овој случај. Гледано структурално, ова 9 глава можеме да ја поделиме во два дела. Првите 7 стиха го имаме самиот чин на ицелување што Исус го има направено. А во вториот дел, од 8 стих до крајот на 9 глава, 42 стих, колку има стихове ова глава, ги гледаме последиците кои произлегуваат од тој ицелување. Проблемите на кои наишол овој човек во средбата со религиозните луѓе, кои што едноставно, наместо да бидат радосни и стрекни што е тој ицелен и веќе гледа, него почнале да разговараат, да го претаат затоа што Исус го има ицелено. Но во тој втор дел ние ќе се задржиме на еден момент каде што е, и затоа е важен тој втор дел што ќе го истакнеме, каде што се гледа прогресијата на разбирањето на Исусовата личност од страна на овој човек. Со други зборови, во тој втор дел, кога тој веќе гледа, кога му е повратен видот, овој човек, сега кој што гледа, полека почнува да се среќава со Исуса лице во лице, да го гледа својот ицелител, да го гледа оној кој што едноставно му помогнал.
И во таа негова средба со Исуса Христа, неколку пати следа со него тука, и на основа на тие прашања, тој е еден многу интересен разговор што Исус го води, гледаме како неговата вера на тој човек расте, како расте прогресивно неговото разбирање на Исусовата личност. Ќе видите колку е многу интересно тој негов пат, како тој од еден момент кој што го гледа Исуса како човек, како расте понатаму и како на крајот го гледа како Месија. Затоа дозволете ми да одиме ненапред, да ги читаме овие текстови што се запишани тука, 7 се на број, ќе одиме едно по едно и така ќе го проучиме овој текст, овој настан и ќе ги излечеме тие важни работи како порака за сите нас денеска. Одиме на самата анализа на овој текст, го читам првиот стих, кој што кажува вака. И поминувајќи се мисли на Исуса, го виде човекот слеп од раѓење. Така ни вели текстот прв од ова 9 глава, каде што го имаме овој запис. И ова да го спомнам пред да анализираме. Видите, и целувањето на слепите луѓе од страна на Исуса во Библијата се уникатни. Уникатни и целувања што Исус ги има направено и ги има неколку во Светото писмо. Во Стариот Завет секојаш се доведува во врска со Бога. Бог е оној, според Псалам 146 глава 8 стих, е оној кој што го враќа видот на слепите луѓе. И во Стариот Завет се неговестува дека кога Месија ќе дојде, меѓу останатото тој ќе им го поврати и видот на луѓето. Во вториот стих, драги мои пријатели, ги имамо запишано следниве зборови. И го запрашаа учениците негови зборувајќи му: Рави или учителе, кој погреши? Овој или пак неговите родители затоа што тој се роди слеп? Драги мои, во овој втор стих, авторот на ова Евангелие, Јован, ги воведува и другите актери во овој настан, а тоа се апостолите, Христовите ученици. И тие се тука представени како оние кои што поставуваат прашање. И тоа поставуваат прашање во склад со тогашното еврејско размислување. Теолошко прашање, прашање кое што бара одговор. Зошто овој човек е роден слеп? Дали затоа што е тој грешен или пак неговите родители погрешија? Во тоа време преовладуваше мислење дека последиците што ни се случуваат во животот сигурно како своја причина имаат или наш некој грев или гревот на нашите родители. И оно што е многу интересно во овој текст, Исус во третиот текст одговара на ова нивно прашање. Еве што вели. Исус одговори: ни он не погреши, ниту пак родителите негови, туку да се појават делата Божи на него. Исус дава еден одговор кој што го доведува во прашање размислувањето на евреите до тој момент дека дотичниот проблем што се случува кај некој човек е директна последица на неговиот или пак гревот на неговите родители. Вели не. Категорично вели не. Него вика да се појават Божите дела во него. И после кратко објаснување во 4 и 5 стих го имаме 6 и 7 стих каде што имаме едно специфично и целување што Исус го има направено. И еве како гласат 6 и 7 стих во овој настан како последни. И ова го кажа: плукна на земјата и направи кал од својата плуканка и ги намачка со кал очите на слепиот. И тогаш му рече: оди и измиј се во бањата Силоамска, кое што значи испратен. И тогаш овој човек отиде, се изми и дојде гледајќи. Да, драги мои, приметуваме тука во овие два последни текста од овој настан како Исус прави едно чудо и целување. Како му го враќа видот на овој човек кој што бил слеп од своето раѓење. Но тоа, за разлика од сите претходни чуда што Исус ги има направено, е специфично. Исус прави специфично чудо кое што ќе остане посебно запаметено. Каде се гледа специфичноста на ова чудо и која порака се крие, поврзана со ова чудо, зашто Исус така го има направено. Видите, драги мои пријатели, во сите други случаи и целувања, Исус и целува со својот збор. Неговиот збор е силен, авторитетен. Тој кажува и се создава. Тој зборува и се исцелува. Така голем број на луѓе се исцелувале од неговиот збор.
Но тука сега Исус во процесот на ицелување на овој човек користи материја. Таа материја е земјата. Земјата заедно со таа плювачка што излегува од неговата уста се создава една материја, кал, нели, со која што Исус ги намачка неговите очи и му вели оди, изми се. И како последица на сето тоа, овој човек доаѓа од бањата гледајќи. Чудо, вистинско чудо што Исус го има направено. Многу теолози сметаат дека ова чудо е алузија на прва книга Мојсеева, 2 глава, 7 стих, каде што имаме извештај за создавањето на човекот од кал, од земја, од таа иста материја како што Господ Исус му го враќа видот на овој човек. И главната мисла што тука провеува е тоа е дека Исус се доведува во корелација со создавањето. Да, Исус е создател. Како што создател во почетокот го создал светот од кал. Нели така? Така Исус со кал ги мачка очите на овој човек и тој гледа. Да, драги мои пријатели, на тој начин Исус е прикажан тука како создател. Но она што е многу важно, видите, ова чудо Исус го има направено скоро пред 2000 години. Но ono što je mnogo važno je jedna misla na jedan duhoven pisatelj, jedan inspirativen pisatelj koji što sakam da je podelam zajedno sa vas, a koje što bi trebalo da ima jedno golemo ohrabruvanje za nas deneska, koje što se sočuvame so razni naši bolesti. I evo što kažuva ovaj čovek. Isus i denes je podgotven da im go vrati zdravjeto na lugjeto kako što svojevremeno go pravil toa. Da, Biblията veli Isus je ist i včera, i denes, i jutre. I deneska to je voljen, to je spremen da go vrati životot, odnosno zdravjeto na oni što se bolni. Isus i denes je istiot onoj lekar, poln со сочувство, како што бил во времето на својата служба, додека бил на земјата. И сега еден од најубавите охрабрителни текстови од перото на овој автор, кој што кажува: во него, во личноста на Исуса Христа, се наоѓа исцелителен мелем за секоја болест и обновувачка сила за секоја слабост. Какви охрабрителни зборови за тебе и за мене. Во личноста на Исуса Христа се наоѓа исцелителен мелем за секоја болест и обновувачка сила за секоја слабост. Сега на крајот во вториот дел на овој текст, ја би сакал накратко да се задржиме, нашиот фокус да го задржиме во вториот дел, а посебно до таа прогресија на разбирање на Исусовата личност од страна на овој човек. И ова негова прогресија, како расте неговото познавање на личноста на Исуса Христа, воедно со тоа расте неговата вера во Исуса Христа, треба да биде модел. Како би требало да биде и нашиот пат, како да го запознаеме Исуса Христа, како би требало да расте и нашата вера во личноста на Исуса Христа. Ево овој слайд ќе ни помогне сега, предпоследен, во оваа презентација, ќе ни помогне како овој човек, значи, почнал да го разбира, да ја разбира личноста на Исуса Христа. Сега во овој втор дел, овој човек веќе не е слеп. Тој гледа. Тој почна да гледа светот во кој што живее, почна да гледа луѓето, почна да гледа околностите. Меѓутоа, она што е жално во сето тоа, место тоа да биде радост за сите. Замислите, такво нешто се случи во Македонија. Новините, да кажам така, вестите и сите известувачи куќи за тоа би зборувале. Нели така? Меѓутоа, место да се радуваат луѓето, сега тие му префрлуваат вина, почнуваат да се караат со него, почнуваат прашања му поставуваат, тешки прашања. Кој го ицелил? Зошто тој го ицелил? Тој е грешен човек. Може би не го ицелил, може би тој не бил слеп. Дури до такви врсти прашања му биле поставувани, па дури ги користеле неговите родители. Но интересно, во целиот тој набој, во целиот тој притисок со кој се соочувал овој човек, Исус не го заборава. Исус е тука близко до него. Тој му пристапува во моменти кога е сам, да му помогне, да биде свесен дека тој навистина ицелен и дека е ицелен од Месија. И нему лично му се открива Исус како Месија. Ретки се тие ситуации на кого Исус лично им се открил како Месија. Еден од таквите бил и овој човек. Но на патот да овој човек разбере дека Исус е Месија, тој полека гледа во Исуса нешто друго. 11-тиот текст, значи во ова 9 глава, кажува дека во почетокот овој човек во Исуса гледал само човек, ништо друго. Тој кажува во 11-тиот текст, човекот кој се вика Исус,
Тој мене ме ицелил. Во почетокот, значи, тој е Исус. И многумина денеска луѓе Исуса го сметаат само како обичен човек. Лошо е ако останеме на тоа ниво. Да, Исус бил човек, живел како човек, работел како човек, нормално како Бог човек, така вели извештајот во Светото писмо. Меѓутоа, убаво е што овој ицелен човек расте неговото познавање во Исуса Христа. 6 стиха после тоа, во 17 стих, тој оди еден чекор понатаму. Тој во Исуса Христа гледа не само човек, него пророк. Кога бил прашан, што мислиш кој е тој? Зборовите или одговорот на овој човек е дека Исус е пророк. Да, сега расте неговото познавање на Исуса Христа. Да, и убаво е тоа што расте неговото познавање. И се радувам, и денеска постојат и многу луѓе што во Исуса Христа гледаат само како пророк. Тоа е добра основа, но не треба тука да се остане, затоа што Светото писмо го представува Исуса повеќе него како пророк. Понатаму, 10 стиха после тоа, 27 стих, во разговорот со религиозните водачи, овој човек им кажува, сакате ли вие да бидете негови ученици? Алудирајќи на тоа дека Исус е учител. Ако тој има ученици, ако им кажува, сакате ли вие да бидете негови ученици, сигурно тој бил учител. Значи, така да тој расте сега, тој не е било кој. Тој е учител, кој што учи, кој што има своја мисија. Да, тој бил во почетокот човек за него, потоа пророк, па учител. Меѓутоа, во следниот текст, 33, гледаме дека овој човек во разговор со тие религиозни водачи расте неговото разбирање за Исуса Христа. Тој гледа сега во Исуса Христа едно надприродно суштество. Вика, ако тој не е од Бога, ако не доаѓа од Бога, ако не доаѓа од небото, тој не би можел да го направи ова чудо што го направил. Затоа што луѓето од овој свет такво нешто не може да направат. Такво чудо може да направи само некој кој што доаѓа од небото. И сега неговото познавање на Исуса Христа толку многу расте што за овој човек Исус е надприродно суштество. За да на крајот кулминира сето ова во 38 стих. 5 стиха после тоа, во 38 стих, кога Исус му се открива како Син Божи и Месија и прашува дали ти веруваш во него како Син Божи или Месија, на што овој човек ќе каже, верувам Господе дека тој е, и почна да му се поклони. Драги мои пријатели, видите каква една убава прогресија на разбирање на Исусовата личност од страна на овој човек кој што беше ицелен. Во почетокот тој Исуса го има гледано како човек, потоа како пророк, а потоа расте неговото разбирање за него Исус е учител. А во разговорот со религиозните водачи, тој смета дека Исус е повеќе од учител, повеќе од пророк, повеќе од човек. Тој е некој кој што доаѓа од небото, надприродно суштество, за да на крајот кулминира во све, Исус за него е Син Божи и Месија. Најрадосен настан, најпозитивна личност од сите личности што се споменуваат тука во Матеј 9 глава е овој човек, значи ицелениот, кој што останува ицелен до крај. Но тука има една длабока порака за сите нас. А тоа е дека Исус во овој настан не е заинтересиран само да го врати телесното здравје на овој човек. Како што и денеска Исус не е задоволен само да ги врати телесните потреби, да ги реши на луѓето, здравствените потреби. Тој сака и ги лекува. Меѓутоа Исус сака да ги реши и духовните потреби, да му даде смисла на постоењето на секое човечко суштество. И затоа во вториот дел од овој настан, од 8 стих до крајот на оваа глава, Исус полека, чекор во чекор, му помага на овој човек да ги реши и своите духовни потреби. И навистина тој е обратен и тој во личноста на Исуса Христа гледа Спасител, Месија, Син Божи. И на крајот, драги мои, повторно сакам да завршам со она мисла што ја прочитав пред малку, со оној текст кој што Исус ни е на располагање и нам денеска. Го читам и упатувам завршен апел. Текстот кажува, Исус и денес е подготвен да им го врати здравието, и телесното и духовното, на луѓето кои што, како што тоа своевремено го правел. Исус и денес е истиот оној лекар, полн со сочувство, како што бил и во времето на својата служба, додека бил на земјата. И најубавите зборови, во него, во личноста на Исуса Христа, се наоѓа исцелителен мелем за секоја болест и обновувачка сила за секоја
slabost. Dragi moji prijatelji, aki moji prijatele, ne znam so koji zdravstven problem može biti danas kad se sočuvaš. Ne znam ni so kakov duhoven problem se sočuvaš. No, glavna cel na ova prezentaciji predavanja što go imavme daneska na ovo mesto je da go predstavim Isusa kako onaj koji što je spremen da reši i zdravstven, da iceli zdravstven problem, no pred se da iceli i naša ta duša. To ne stoji na raspolaganje. To je spremen. To je istiot. Kako što bil nekogaš i sega je tuka. Negovite race su otvoreni. To nema rabotno vreme. Možete kaj nego da date koga sakate. Dovoljno je samo da upatite jedna iskrena i vistinska molitva od srca i duša i Bog, Isus Hristos je spremen da go otvori, da je otvori svoje ta riznica ni celuvanja i da go ponudi svoje to rešenje za vaši problem. Verujem da kad to ake napravime i ke doživejeme jedno vistinsko iskustvo i po to prašanje. Dosledno naše gledanje kod delo tove serijal Ličnost za site vreminja, ve pozdravujem i vi posakujem se najdobro.